Да, се враќаме во студиото, како што најавивме, тука денеска имаме интересни гости, малку да позборуваме за убави работи. Мислам дека доста не беше политика и болење глава. Тука е Даниела Алексовска, која е европски шампион во ММА, во мешани боречки вештини, како и незиниот тренер Ивица Алексовски, во исто време и собственик на Strongest, председател на Македонската федерација на бразилско џиу-џицу, добро го кажав? Да. Ке зборуваме за ова, за успесите на Даниела, за сето она што се прави, што секогаш, значи, не е мала работа Македонија да добие европски шампион во било што, а особено во вакви дисциплини. Добре дојавте и двајцата во студио 10. Еве да почнеме со Даниела. Европски шампион во ММА, во мешани боречки вештини. Да ни кажеш малку како за вовед, како дојде во тоа, каде, како, со кого се бореше, како дојде до златото? Така. Имаме и тренирам последна година дена. Иначе претходно имам тренирано бразилска џиу-џица и како продукт на знаењето кое што го имам таму, се одлучивме да се пробаме во мешаните боречки вештини или во ММА. Лани на европското првенство освоив сребрен медал, на светското бронзен медал. По поправањето на грешките кои што ги направив минатата година, оваа година го освоивме златото. Се надам дека во иднина ќе има и други првенства, европски и светски, каде што ќе освоиме повеќе медали. Како што видов јас од борбата, ние би ја пуштале борбата и тука како видео, но малку има проблем, нели, со тие авторски права, особено со спортските канали е многу строго. Како што видов, украинка беше во финалите, ми се чини во финалната борба, ми се чини дека победи во првата рунда, така? Во првата рунда, да. Да, во првата рунда победив со зафет, триаголник, а полуфиналната борба се борев против Израел и се борев 3 рунди, од кои 3 ги освоив и победив на едногласна одлука на суди. Да. Ќе зборуваме повеќе за тоа како дојде до ова. Алексовски, Даниела тренира кај вас во Strongest, претходно тренирала џиу-џицу, ја подготвивте за борби во ММА. Можете ли еве малку да ни објасните од технички аспект што значи тоа, што се мешани боречки вештини, како може да се дојде од прилаз ако тренирате едно да пременете во тоа, што е потребно еве за да создадете борец како Даниел? Па поентата е, ова е како тренд, некој да кажам уште малку подамна во Америка почнаа, значи со организирањето на првиот официјален ММА турнир, значи Ultimate Fight број 1, каде што сакале да докажат која вештина е најдобра, па се собрале 8 најдобри шампиони во различни дисциплини, се надпреварувале на тоа прво првенство. Представникот на бразилска џиу-џица, да кажам, од Бразил, од таа школа, победил на третиот UFC, на четвртиот, и на некој начин се создава една слика дека оваа вештина е потребна во овие мешани боречки вештини. Например, ако боксерот е добар во стендап, удари со рака, кој ќе биде донесен до кафес или ќе биде бутнат доле, немоќен, кикбоксерот исто. Значи, у тоа време го владееле комплетно оној боречки свет, благодарение на тие техники. Од тогаш навака има еволуција, све особено има овие мешани боречки вештини и сите оние што им фалеле делови, да кажам, од оној дел од играта што не ги разбираат, ги учат кроз годините. Така да денеска ММА како систем е на една висок левел, каде што обединува поише боречки вештини, но некако порано што се работи. Например, порано работел борење и бил добар боксер, ќе влезе во ММА и управил кариера. Сега последно време многу се придава аспект на тој технички дел, како, што и зашто е. Се ние, овдека во Македонија, ја формирав Македонската федерација за бразилска џиу-џица, го формирав првиот клуб за бразилска џиу-џица, кај што работиме со години и имаме големи успеси на државно ниво, на балканско, на европско и на светско ниво. Значи сме се докажале како школа дека имаме потенцијал. Сме се такмичели и до сега на ММА, ама со една друга идеја во главата, да кажам. Сега во последно време, последниве година, дена-две, по иницијатива на моите пријатели од Србија, ме натера на некој начин да влезам во оваа светска федерација за ММА, каде што официјално прошлата година станавме членки, јас како председател на таа членка сум за Македонија. И влеговме во едно семејство на глобално ниво, каде што представуваме оваа наша држава. И мене лично ми е многу мерак што еве на последно европско првенство
Однесовме двајца млади надпреварувачи. Исто така ми е мерак што имаме едно женско и едно машко, тука не сме само во машкиот дел, туку сакам да види народот дека не е толку брутален спортот колку што луѓето го гледаат, пошто гледаат крв, па мислат дека е тоа стварно страшно брутален спорт. Каде што овие двајца надпреварувачи освоија 2 златни медали, добивме 2 европски првака, не изгубија ни една рунда од тие 6 борби, значи 16 рунди ги победија и докажавме дека имаме нешто што треба да го цениме тука во Македонија. Да, и мислам дека е секогаш добро за клуб кога ќе добиете злато, особено не едно вако тешко надпреварување. Да, овдека ние се мачиме на клубот за ММА постои 15 години. Некој 13 години го оставив да работи на автопилот, пошто политики околу ММА многу, сите сакаат да бидат, сите сакаат да вежбаат, никој не вежба, да направат сака, не знам, федерација, никој не работи. И на некој начин имавме некои македонски проблеми кај што не сакав да се воопшто да се замарам со тоа. Се посетивме поише на бразилската џуџица, кај што ја испеглавме, да кажам, комплетно од сите страни. И еве сега во последно време се фокусираме поише на овој боречки концепт, кој што е ултра популарен светски, кој што се ненормално се развива и каде што бара секој ден да бидеш во таа сфера, да учиш, да се надградиш. Не можеш да живееш, ево денеска го знам, ќе ги вежбам и толку е. Секој ден има еволуција, страшна еволуција. Да. Данила, можеш ли да не кажеш малку повеќе за тебе? Колку треба да се вежба, колку треба да се тренира? Ти се уште учиш, се уште си во средно, имаш и други обврски, како што кажа претходно си вежбала џиу-џицу, значи вежбаш, тренираш долги години. Колку посветеност бара ова? Еве, ајде да речеме и колку бара па и да се откажеш од некои работи, можеби кои твоите врсници ги прават, ти секогаш баш не можеш. Така. Па така, овој спорт бара доста посветеност. Најпрво започнав со бразилска џиу-џица на 6 годишна возраст. И како што кажав, минатата година започнав и со ММА. Имам редовно тренинзи секој ден, по 3 тренинга во текот на денот. Како и да турнирите, така интензитетот на тренинзите се крива. Нормално е нема сега толку олабавување како на пример да искачам до ни едно време, се праќам, затоа што сепак спортот бара посветеност и бара да му се посвети малку повеќе внимание, малку повеќе фокус за да има успех. Мислам дека тоа е клучната алатка, посветеност. Како те гледаат врсниците во училиште? Претпоставам дека сите знаат дека си европски шампион. Така, одлично, супер. Минатиот пат кога бев на прошлиот час, сите ми честита, се сликавме заедно постиравме слики, ги почестив и преубаво искуство. Не верувам дека некој смее да те закача во школа. Така? Не. Па не машките. Не дошло до тоа. Не верувам дека би се усудил некој. Не дошло до тоа се уште. Да, нормално да се пошегуваме малку. Алексовски, она што има една мантра, ајде да речеме, која секогаш се збори за било кој спорт, колку е талента, колку е тренирање, нели? Па има и некои изрази или некои изјави кога некои велат 90% е тренинг, 10% е талент. Дали е тоа баш така? Можете ли вие околу тоа да ни кажете? Баш така, значи имаме ние многу талентирани момчиња на очи. Факт. Ама ќе дојде за кратко време ќе изгори. Тој талент, ако не се пројде како што треба, ако не е редовен, не е константен, не е посветен на тоа, значи не го живее, значи оваа работа да бидеш, ја не зборам за некој low level напревараш, правам за некој high level да превараш. Ако сакаш да имаш успех, мораш да го живееш филмот. Значи мора кога ќе станеш денес како имаш тренинг, тие 3 тренинга или 2 или 1 тренинг да ти биде приоритет. Значи кога ќе идеш таму, идеш баш како што кажеш, кога ќе влезеш внатре, секој збор што ќе го кажеш или тренер што ќе го каже да ти биде тебе мантра. Значи ти цело време да го абсорбираш на еден повисоко енергетски начин. Да не отидеш на тренинг, треба да идам на тренинг, треба да идам да направам. Значи е битен оној момент на кај младиве е страшно тешко да го направиш тоа. Да има он постојаност. Значи да има редовност. Да не го сваќа како обврска. Да не го сваќа како обврска. Тоа што е талент, што му дал Господ човека мени, е окей. Тоа што има бекграунд, може нека друга поречка што е окей. Али ти ако не продолжиш да прави, не продолжиш да секој ден да имаш една еволуција во тренингот. Например, кај Дани многу ми се допаѓа што до сега има 8-2 скор, да кажам, за година дена, али мене лично како тренер ми се допаѓа што секоја наредна борба
е многу подобра технички од претходната бора. Многу по-комплетна, многу по... Значи има напредок, се работи. И се ние како тренери сме малку фанатици, пошто и ние се фаќаме на тоа, и они се како некој начин у лабораторија кај нас и викаме и го направивме сега, чека да го направиме уште подобар, утнано уште подобар, и се ствара една врска меѓу тренерот и меѓу борецот, каде што ако продолжи така со тоа темпо да кажам, мора да има успех. Еве тоа, ние последниве две години Стефан Пецевски работи у сала со одредена група, Затковски му помага, јас сум тука да ги координирам, исто така водам дел од тренизите и имаме успех, затоа што еве влеговме во таа материја, ја гледаме секоја борба на многу повисоко ниво, ја дискутираме, ја аргументираме и сите наредни тренинзи ги правиме врз база на тие дупки да ги попуниме и да идеме напред. Да, така се напредува. Даниела, велат исто така дека потешко е да се одбрани отколку да се освои титула, особено злато, дека сега колку и да бил голем теретот врз тебе и предизвикот со тоа што си дошла до златото, сега имаш еден друг момент каде што треба да го одбраниш тоа злато. Претпоставам дека ќе има други борци кои ќе се подготвуваат сега тебе да те предизвикаат на некој начин. Дали ова ти е мотив, еве и ова што го зборуваме со твојот тренер, да продолжиш во иста насока, уште посилно, уште помотивирано, да учиш повеќе да напредуваш? Така. Мислам дека се уште има простор за ново знаење, за нови техники, за унапредување во оваа боречка вештина. Така да ова не е стопова, не е граница кај што застануваме, ќе продолжиме и понатаму. И нормално, нели, секој кој те гледа сега како европски првак сака да ти ја одземе титулата, односно да ти докаже дека е подобар од тебе. И притисокот е нормално поголем, нели? Теретот од страна кој ќе те притиска дека ти си најдобар и мораш да останеш најдобар и оно што те бутка напред да освојуваш повеќе, како што кажав, тука не е стоп, ние продолжуваме понатаму и следно ни е светското првенство, па да се бориме за злато на светско. Ги следиш ли своите потенцијални противнички, да речеме, знаеш ли отприлика кои се најдобри, кои напредуваат, кои би можеле да те оспорат? Мислам, како иде тоа во спортот? Се следите ли меѓу себе? Така, имаме ранг листа, каде што моментално сум трета во светот. Има две надпреварувачки што се моментално пред мене, од кои едната е шампионката која освои прво место на светското првенство минатата година каде што се надпреварував. Мислам дека голем предизвик ми биде оваа година може да ја победам. Од каде е таа? Од Америка. Да, и затоа немавме можда да се сретнеме на европско првенство. Единствена шанса ни е светското првенство, така да се припремаме за следниот предизвик, па ќе видиме како ќе оди. Во која категорија си ти? До 52 кг јуниори. Да. Алексовски, вие малку спомнавте околу тоа какви се состојбите кај нас и тоа веќе ми се чини стандардно кога зборуваме со било кој спорт, било која дисциплина, било кој клуб, секогаш се зборува за односот на државата, за приликите во државата, за условите. Па еве околу тоа малку. Колку имаме ние сенс како држава пред се за еве да се помогне на вакви спортови, особено кога имаме ваков успех кој не е само индивидуален успех, туку и успех кој афирмира државата на крај на. Ако земам комплетно, значи не зборам ја за Министерството за спорт, туку како држава. Да, како држава. Малку сме заспани, спиеме на таа тема, значи нас треба да не се деси нешто страшно како голем успех, кога тоа да се разбудиме. Еве пред некој ден, не знам во која емисија кај гостувавме, спомнав дека на светското првенство, да речем во Узбекистан, земавме трето место во светот, во Македонија, кај што се јавив да пишат и да кажат, таму нешто пиша и кажа, ситно, и нигдека другите. Значи ги гледам вестите што кажуваат, како има, ги гледам другите. Значи има буквално еден тон беспотребни информации, што нормален човек не би го интересирало дома, иде во вести. Се работи тука за спонзорски, за не знам интереси, партички, политички, да не идеме на така у таа тема, да не влагаме у тоа матно. Значи, сега со последниот успех се разбудија, да кажам, сите и ние бевме интересни во Македонија. На светското првенство бевме многу поинтересни во Србија, каде што таму тие портали не пренесува, интервјуа ни бара, подкасти ни бара, многу, да речам, не знам, 3-4 пати поголем поеднаш таму него тука. Сега со последниот момент имаме тука, да кажем, некој се разбуди народов и е добро. Мислам дека со оваа екипа сега во Министерство за спорт
ќе направиме некои работи интересни, што ќе смениме некои работи тука за одредени боречки вештини, за одредени работи, затоа што морам да кажам за гледачите, за разлика да речам од некои спортови, во ММА имаме еден аматерски дел и имаме еден професионален дел. Аматерскиот дел имаме светска федерација, имаме европски, имаме државни структури, така натака, кој што функционира сегдека. И ние се такмичиме во тој аматерски дел. Првиот момент кога Даниела ќе стапне во професионален меч, веќе нема право да се бори во овие аматерски борби, европски, светски и така натака. Со тоа што тие наши нови млади кадри што ќе дојдат, тие ќе си бараат среќа да кажам на тие моменти, да може да се изградат како борци и после тоа ќе пуштиме во професионалниот свет, каде што таму е да речам спортот наречен ентертејмент, значи таму не е спортот спорт. А благодарение на тоа има и финансиски средства и други работи кај што се решени. Овој мачен пат ние мораме да го поминеме сега вака, каде што даваме секојдневно пари, каде што буквално од джеп ја давам и за мене и за незе, пошто цело време сме двајцата заедно. Од лани навака, од кога влеговме во ММА, пошто е многу поатрактивен спорт од бразилската џуџица, да кажам. Дојде спонзорите, благодарение на Моцарт лани, бевме и на светско и на европско. Благодарение на некои други спонзори, благодарение на мене од Стронге, со Стронге Шоп, каде што давам некој динар, за да можеме да постигнеме успеси. Сега мислам дека набрзо тоа ќе се смени, каде што државата како држава ќе се вклучи во овој спорт, каде што ќе се вклучи во овие интересни настани, за да можеме ние да се ја представиме државата надвор. Нема подобар амбасадор, вие ќе се сложите на ова европско првенство, ти како држава да имаш 2 европски шампиона. 2 пати да се интонира химна, знаме да се дига и така натака и така натака. Јас знам по себе, ако 5-6 дена пред првенството таму бевме така, кога освоија двајцата, сите честито, браво, честито, Македонија, Македонија. Значи нема подобар амбасадор. Да, и не е само тоа. Јас би кажал, не е само спортскиот дел, ова што го зборуваме како се представува државата, туку цело време зборуваме за тоа што прават младите, за насилството во школите, за булинг, за тоа како нездраво живеат, и некои негативни појави кај младите, девијации. Колку е добро сето ова да се афирмира, особено за младите да им се даваат примери, повеќе да се мотивираат, да се вклучуваат, не мора само во боречки спортови, во сите спортови, нели? Бидејќи мислам дека ова е голема мотивација за секој, но треба да го видиш. Ти ќе се сложиш, ние порано како деца кога растевме, ја мислам дека ниедно дете од наша генерација не пораснало да не си степа на улица. Или да истепи или да го истепа некој. Значи секој сме го виделе тој дел од детството. Денешниве деца, може да кажам 60% ќе се ожени, може, фамилија ќе направи во животот, ни или некој мудри у шамар, ни или он удрил на некој бокс, не знам, се степа нејак. Тој момент на стрес го немаат. Тој момент на страв го немаат. Читав пред некој ден некоја статистика, мислам дека, не сум баш сигурен, 400% тие што немаат таква работа се чувствуваат посилни на улица, зашто не знаеш што може да го снајде. Ако ние сите боречки клубови, не викам ја само за овој, сите боречки клубови, сите боречки институции на некој начин, ги вклучиме во општество, ние може да направиме страшно добра работа. Например, да земеш еден боречки клуб, да пратиш во некоја градинка, во некоја школа, да држи редовен час, да држи еднаш неделно. На некој начин општината да го вработи него како под автоматизам. Ние ќе имаме момчиња и девојчиња што ќе се запознаат со боречки вештини, ќе дојде вежба, благодарение на тој час или тренер, каде што ќе се учат, каде што ќе едуцираат, каде што ќе види точно што е оној физички дел, до каде и како е, зашто за жал денеска сме како човештво сме дојдени на една граница на греота, да не може едно машко да направи 2 слека. Да едно девојче 16 години е подобро од 99 машки. Тоа у наше време не се дешавало. Значи сега се изместени некои работи. И сега добро е на овие боречки спортови, на овие боречки структури во Македонија да им се посвети малку внимание. Ние немаме во Македонија, немаме ни една сала за боречки вештини кај што може да организираме турнир. Каде што имаш татами, каде што имаш све. Само да отидеш да платиш и да го направиш. Или не мора да платиш, државата да ти го дае, ти да направиш меѓународен турнир. Да представиш. Немаме такво подготвено. Туку секој се импровизира, да речеме. Па се импровизираме, ние кога правиме турнири, например за EDCC, јас сум представник за Македонија. Татами носам од 3 града, телевизори од ке мене дома, од ке тебе дома, од ке Дани, компјутери ќе донесеме, кабли донео тој. Значи ние
правиме нешто да направиме турнир. Например, идеме у Београд, си идеме горе, има еден како спортски доме, све има унатре. Тој ќе организира и се договара колку маси, колку телевизори, све на едно место е. И се организира. Да. Еве, Данила, зборуваме за спомна Ивица за аматерски и професионален дел. Предпоставам дека се гледаш можеби себе во професионалци еден ден. Так. И кој е предизвикот после таму? Мислам дека тоа е се една друга димензија. Така. Прво, како што кажав, на таргет ни е светското аматерско првенство. Ако го поминеме тоа секако што треба, по посекуваните резултати. Ако земем прво место. Така. Би требало идната година да се надпреварувам и во ПРО. Сега од ПРО има и тука балкански организации, има организации во Европа, па може понатаму да се буткаме некако напред и нормално највисокиот степен во ММА е UFC борбите. Така да. UFC тоа е највисок степен. Па да, тоа е моментално водечко шоу во светот, каде што ги обединува најдобрите ММА борци и важи за врв. Значи, ако кажам UFC е прв, има 2, 3, 4, 5 и 6, нема никој. И 7-8 продолжуваат овие Brave, One, не знам, KSW, еве сега ФНЦ, Армада се моментално на Балканов, кај што се работат у континуитет, кај што има интерес, каде што борците зимаат добри премии. Порано, например, пред 10 години ќе се утепаш од ќе отидеш 200 евра нешто да земеш. Не да можеш да се повредиш, не да можеш да направиш дека беља тие пари ќе ги дадеш за друго. Сега малку се менјаваат и тука работите и е подобро. Веќе ако влегуваш во некаков си ризик, да може да профитираш нешто. Што е потешко, Ивица, во однос на тоа доколку влезеш во професионалци, бидејќи еве кога зборуваме и со други спортови, сите велат таму е друга димензија, се е потешко, друго е. Па имаме и случаи каде што влегле луѓе во ПРО, па се вратиле назад. Што е толку потешко таму потоа од разлика од аматерскиот дел? Кога зборувам за ММА, например, во професионалниот дел правилата се други. Значи, пример, таму се дозволени удар со лакти, кои што се опасни. Дозволени се со колено во глава, кај што е опасно. Значи, од тој дел од правилата, ракавиците не се како за аматерските со подебело малку потенка заштитна облага си. И са тие моменти се да го направат спортот поатрактивен. Ама, целата друга структура е многу поорганизирана. Од менаџерот, кој што ти бара борба, од организаторот, кај што све е средено, значи платено ти е карта, авион, хотел, сместување, кај што има премија, кај што можеш ти на тебе да набациш 3, 4, 5 спонзори да отидеш таму, да можеш тука. Поентата е да дојдеш ти у Македонија и да вежбаш. Да не идеш на работа. Пошто ти ако идеш на работа и вежбаш, не можеш никад да имаш светски успех, можеш да имаш некој минимален. Колку и да работиш напорно, колку и да работиш, да имаш талент, да речам да ги спојам тие две работи, ако идеш на работа ти си пола човек. Са, овој механизам мора да го направиш да проработи, ево професионалното е тоа полесно. Значи имаш 3-4-5 спонзори, кои што на месечниво имаш некој динар да можеш да работиш, кој ти таму имаш премии, на некој начин имаш материјална сатисфакција. Тој дел е покриен. На тебе останува се вежба. Са ние кај нас имаме перфектни услови за овие деца денешка. У Джевери имаме 1100 квадрати простор. Унатре има теретана, сауни, дел за боречки, кафе, продавница, попусти, врзано направено, да секој нешто сака да вежба. Баш ка правиме семинари, идеме ние надвор се устручуваме, доаѓаат луѓе тука кои што се докажани. Еве во Србија, во Нови Сад, со цар Душан Силни тимот, значи со неговиот тренер Немања, кој што ми е мој добар пријател, сме секојдневно на линија. Он ги гледа борбите на Дани, не вака, така, ова да смените, ова да направите, ќе пуштиме видео, ќе аргументираме, значи се овие дигитални придобивки ги користиме во наша корист. И се кога имаш некој што те води, имаш добри услови да работиш, имаш луѓе кои што сакаат да работат, мислам дека тек ќе имаме успеси. Да. Данила, ти самата кажа дека ќе гледаш во иднина да се унапредиш, да се подобриш. Каде, во кои насоки, што мислиш дека би требало да подобриш кај себе? Дали еве и со Ивица имате детектирано кои се слабостите, каде треба најмногу да работиш? Така како што кажав, ММА за мене представа уште нов спорт, се уште се адаптирам на правилата, бидејќи сум навикната на бразилска џиу-џица, повеќе искуство имам таму. У ММА имам скор 8-2. Се уште преку борбите си ги гледам грешките каде ги правам, свесна сум за грешките и моите тренери се свесни, ама мислам дека треба повеќе искуство за да се исправат некои грешки кои што ги правам. Треба нормално повеќе работа
И неизбежно е, значи мора да имаме повеќе борби за повеќе ситуации во кои што ќе увидиме дека имам проблем во истите, каде што можеме на тренинзите да работиме на тие проблеми и да ги средиме. Сепак За тоа е воиднина, комплекс, не е да речем сега треба да работиме на рака поише или на нога. Не го гледаме така симплифицирано. Сепак е тоа комплекс кај што треба да се работи, да се надоградува старата игра и да се попунуваат тие дупки, да може да работиме. Ние за жал денеска, ако пред 10 години ние сме работеле по некоја програма и шема, денеска е комплетно сменета и сега денеска во Македонија имаме некој клуб каде што многу често пишува ММА дека вежбаат нешто што личи на ММА, што нема благи врска надвор кој ќе излезеш. Значи имаме момче кој што дојде од друг град кај нас да се спрема за европско првенство, со Дани правеше спаринг, виде колку е саат, иако е потежок е вакво, вика нема да идам таму, зашо ако се овие нашиве на овој левел, претпоставувам таму како и стварно е така. Таму ептенки се обрукам. И стварно е така затоа што стварно се напредва, стварно се вложува. Например, порано беше поедноставно. Сега буквално има луѓе седнува од Сабајле, еве Немање жив пример. Значи од Сабајле вика правам кафе толкаво, у 8 сат седнувам до 2 сат, гледа борби, анализира, прави овона и он кога дојде на тренинг вечер има концепт како тоа да го направи. Ќе ги симне 10 најдобри борци у таа позиција, ќе извади, ќе направи, ќе ни прати на нас, ние ќе разгледаме тоа, ќе разработиме на тренинг, ние ќе даеме некоја идеја подобра за нешто. Значи на тој начин има еволуција самиот спорт. Затоа кога ги побраваме нашите борци, не ги побраваме у еден левел, туку идеме баш у мулти повеќе. Ова што го кажа Даниела во поглед на тоа дека треба да има борби, каква е состојбата со тоа? Еве сега каде она може ќе има ли борби некакви, мислам, континуитет? Да, па има турнири што се организираат, еве се ние овие што сме Европска асоциација, претпоставувам дека хедквотерот ќе биде во Белград, пошто Србија како Србија 3 години поред го купи европското првенство таму да биде. Тие не се добри пријатели, но сите овие околни федерации наши, бугарската, албанската, црногорската, српската, си имаме соработка. Еве за албанската федерација прави балканско првенство кај што кидат сите. Црна Гора прави МФЦ турнир кој што се 21 издание ќе биде сега. Идеме таму. Не знам, исто мој пријател Дадо, кој што е собственик на Армада во Србија, ќе идеме таму да се такмичиме. Значи на некој начин ние ќе мораме да ги посетуваме тие турнири за кога ќе дојде светското првенство да отклоним уште 5-6 работи што не чинат на светското првенство да отидеме барем она 90% спремни ако не 100%. Пошто таму се сепак собрани. Тие турнири влегуваат ли во бодување? Не, како е, не, тие не влегуваат во бодување влегуваат официјалните европски светски првенства, тие што се под АММФ. Сепак е тоа федерација, организација која што си има некој правилно однесување. Кај што важат сите можни закони. На пример, Дани само што ја заврши борбата, дојде еден дечко, една девојка, ќе ви молам, дојдете со нас, влезе на антидопинг 2 сати. Значи ги земаат сите тие тестови за да се запази оној професионален статус на самата организација. Тие тестови се многу пари. Ама они мора да ги направат на ова европско првенство за да кажат да, ние се стремиме да имаме без стимуланси турнир, без стероиди, без не знам, без ова, без она. Дека се е чисто. Дека се е чисто. Значи тука се не знам, инекција да ти стават за зап да извадиш, таа инекција стои 3 месеци у телото. Ти треба да имаш познавање и од таа гледна точка кај си што си да не направиш да отидеш на турнир. Фервекс да се напиеш ден пред борба, дури еден ќе паднеш на допинг. Се тие се работи што ти како федерација, како членка на светска федерација мора да ги знаеш и ти антидопинг ваква да ги проследиш до самите клубови. Има ли работи кои се дозволени во поглед на стимулација? Има еден, ама ти треба точно да знаеш дека не треба да земеш Фервекс, треба да земеш ибупрофен, да речем, за да може да тоа на помине на допинг, тоа е дозволено. И таму си има некои работи што се како се, кои што мораш ти покрај боричкиот дел да ги знаеш да не паднеш за глупост. Да земеш нешто што не треба, пошто си бил болен. Добро, за крај во светски рамки кога зборуваме за ММА, имаме ли значи некаква, не знам, рангирање кои држави се подобри, кои повише улагаат, од каде доаѓаат најдобри борци или тоа е променливо? Не, тоа е све зависи од промоцијата. Например, UFC ги обединува сите. Зашто? Тие се паметни, цел свет најдобрите ги земаат таму. Например, сега еден борец од Србија беше на турнир во Париз, беше борба на вечерта и тоа се бодува плюс добива екстра бонус и добија премија 30.000 евра. Си се врати тука. И сега UFC не вика, ние само американци ќе земаме. Зашто? И од цел свет не одговара.
Втора работа, прават евенти во цел свет. Зашто? Па повеќе пари има. Обично кога прават, да речам, дај Боже ние нека да направиме у Македонија, они ќе сакаат пола фајт карта да биде од Македонија. Зашто? Па да дојдат луѓе да ги гледат. И на тоа ниво микро и макро работат многу паметно и тука не се гледа кој од која држава и како е. Да, кога излезе ја представува државата, али не се гледа дека во УФЦ најдобра држава е Америка или не знам Русија, не го гледаат не така. Они го гледаат на друг принцип. Во аматерскиот спорт се гледа. Значи ние представуваме држава. Ние имаме федерација за држава, ние сме знамето го носиме. Ние и на професионалните ќе носиме знаме, ќе ја представуваш државата на многу повисоко ниво, пошто ќе биде погледано, али оние моменти на кои од каде не се толку битни таму. Повеќе индивидуалноста Таму на борецот. да, индивидуалноста колку е да кажам поинтересен, народ го прати и го гледа, толку поише и спонзори ги се закачат за него. И на некој начин ти правиш буквално афирмација на државата или на клубот преку овој момент. Имаме ли шанса некогаш како држава да организираме УФЦ? Идеме, мора да отидеме натака, пошто ние во УФЦ имам пример Александар Вукановски е највисоко пласиран македонец. Тој е пола македонец, пола грк. Да речем по татко и по мајка. Човекот си е, јас лично не сум видел до сега на борба да се изведе македонско знаме. Он беше од Австралија, мислиш? Да, од Австралија. Да. Мислам дека Алена Медовски кај што се такмичеше носеше знаме, носеше. Сега тука се зависи кој како го гледа македонското нештото. Еве ние си кај идеме до сега, дали било биџеже, дали било џудо, не знам се ММА, си носиме, си ја поштуваме, сепак први не представуваш државата. Потоа го представуваш клубот. Потоа го представуваш, да кажам, семејството и на крај се представуваш ти, иако ти мислиш дека е обратно. На тој начин ако се одвиваат работите е квалитетно и е добро. Да. Добро, еве Даниела, со тебе почнавме, со тебе да завршиме. Значи следно сега за што се подготвуваш? Што е следно? Така, следно имаме неколку турнири тука на Балканов аматерски борби и на крајот на годината не очекува светското првенство. Кој турнир е прво балкански? Мислам што е баш следно? Се уште немаме одредено, најочигледно би требало да биде МФЦ во Црна Гора, каде што би требало да се чекаме противник. Да. Чекаме да ни потврди некој. Најтешкиот дел. Па со среќа. Значи Благодарам. јас само можам да кажам во среќа да продолжиш со успесите, да се афирмираш себе си, да афирмираш државата, да не радуваш сите нас, па чекаме злато на светско. Благодарам, се надевам дека ќе биде златна медал. Алексовски, Даниела Алексовска, Ивица, ви благодарам на двајцата за ова гостување. Посакувам уште многу успеси, уште многу злата, да се радуваме сите заедно со вас и ви благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас. Со ова го завршуваме, почитувани, и ова Студио 10, да ви благодариме и на вас за довербата, за вниманието. Останете со програмата на Телевизија 24.